Нов закон за образование на возрастни донесе Министерството за образование и наука со цел развиток на вработливиот кадар. Во истиот има два нови инструменти, едниот валидација на програми, другиот акредитација на институции, со кој, како што вели министерката Јаневска, значено ќе се придонесе во подобрување на целокупниот образовен систем. Сме и нов закон за образование на возрастни, во кој имаме два нови инструменти. Едниот е акредитација на програми, другиот е валидација на програми, другиот е акредитација на институции, кои исто така треба значајно да придонесе во развитокот на вработливиот кадар. Од тука многу им благодарам на сите учесници и очекувам значајни подобрувања во целокупниот образовен систем. Тоа би значило пократки или подолги обуки, дообука, реобука, вели Јаневска, за тие невработени, маргинализирани социјални групи на луѓе, да можат побрзо да се вклучат на пазарот на трудот преку програмите кои што ќе бидат изготвени, додава таа. Тоа би значило пократки, подолги обуки, дообука, реобука некаква, за тие што е можно побрзо да невработени луѓе, маргинализирани групи, социјални групи, кои побрзо би можеле да се вклучат на пазарот на труд преку програмите што ќе ги изготви центарот и институциите кои што ќе ги акредитира центар. Поред анализата на трудот се креираат и овие програми. Тоа е дел од овој документ кој што се денес го промовираме и секако на сите подзаконски акти кои произлегуваат од новиот закон. Инаку за цело во ова центарот има процедура по која постапува. Има конкурси на кои што заинтересираните можат да се распрашаат. До сега има 25%, а Министерството се надева дека бројката ќе порасне, затоа што истата е неопходна и потребна.